Со поздравот на Раул, добро вечер на гледачите на Миленко Неделковски шоу во првата емисија во 2018 година, што се снима и емитува овој ден. Темата ке НАТО, можната интеграција или не интеграција, дали сме за или не сме за. Темата ќе исто така нормално гостувањето на Столтенберг во Собранието на Република Македонија и неговите пораки што ги даде и оние што не ги даде, ама што се подразбра. И на таа тема поканив јас тројца гости. Морам да предупредам дека огромен дел од луѓето со кои разговарам се плашат да гостуваат на оваа тема, апсолутно, и оние што се про и контра. Тоа е нивен проблем, меѓутоа ја ќе си ја направам мојата емисија. Сметам дека е многу пожелна и многу потребна за гледачите и публиката во Република Македонија. Значи, имам тројца гости. Гораз Муратовски е спроти мене. Од нивна страна, вака кога се гледа, е на лево, бидејќи е од партијата Левица. Во средината е мојот пријател Цветин Чилиманов, новинар во МИА, поранешен дописник на МИА од Вашингтон и поранешен вработен во кабинетот на председателот на државата. И овде до мене исто така уште е мој пријател, а тоа е Тони Наумовски, поранешен и сегашен универзитетски професор. Добро вечер на сите. Добро вечер. Значи, нема да идеме со лажен цепелин, ќе одиме со директни наши, мои, ваши. Лажна интеграција. Лажна интеграција. Јас ќе си го кажам и својот став во текот на емисијата, меѓутоа вие сте публиката на вечерта, вие сте звездите на вечерта, со вас да појдам. Тони, добро вечер уште еднаш. Генералниот секретар на НАТО, значи првиот оперативец, моторната сила на таа најголема, може да се рече единствена воена асоциација во светот, дојде во македонскиот парламент, се обрати пред македонските пратеници, беше пренесуван за македонската публика на територија на Република Македонија. Ништо од зборот Македонија не спомна, никако именка, никако придавка, ништо. Значи немаше ни Македонија, ни македонски народ, ни јазик македонски, ни македонско сонце, немаше ништо. Како гледаш ти на неговото гостување? Па тоа беше само континуитет во нивната практика и однос кон Република Македонија и македонскиот народ, да не го употребуваат нашето онтолошко уставно, она име и означување кое што следува по секаква основа, уште повеќе по основата меѓународно право. Меѓутоа, за мене лично веќе нема дилеми, особено од 2001 до денес, нема дилеми во однос на статусот на НАТО и нивните релации, нивните действија кон Република Македонија и особено македонскиот народ, што не е исто, се разбира. И сега, значи, ако и до 2001 година имаше некакви дилеми кај сите нас, во смисла дека се уште верувавме во на позитивна приказна и позитивна страна од она што се нарекува НАТО, во смисла, глобална безбедност, потикнување на странски инвестиции со самото тоа, ако си член на НАТО и така натаму. И таа, сите тие приказни денеска дури и во таа смисла се обезмислени, но за нас најбитно, нивната позиција, нивниот однос, нивната улога од 2001 особено, се до денес е апсолутно негативна по клучните македонски национални и државни интереси и тоа е несомнен факт. Тоа веќе и децата го знаат. Значи, има документирани автентични сведоштва на луѓе кои што учествувале во многу случувања во таа критична, мачна, тешка 2001 година и кои што недвосмислено, до ден денеска тоа не е демантирано, укажуваат дека одредени центри на моќ, да не кажам целото НАТО, меѓутоа некои структури во НАТО делувале во поддршка на терористичката учека. Односно, во смисла дека ги поништувале можностите за легална, за легитимна акција на македонските вооружени сили и така натаму. Меѓутоа во политичкиот дел, што е за нас веројатно најбитно, факт е дека сликата на НАТО
а во таа смисла и на Соединетите Американски држави, пак генерално и на Европската унија, за Република Македонија не ни одговара. Таа не е сликата што ние ја замислуваме за нас и воопшто, а уште помалку е сликата што ние ја посакуваме тие да имаат за нас. Значи, мислам дека тие ја гледаат Република Македонија по нивна собствена проценка за која што конечно и ние како колективен идентитет, особено како македонски народ, сме самите виновни. Ние допринесовме, ние сме секој од нас поединечно е виновен, зошто таму некој во НАТО и во овие центри на моќ ја гледаат Република Македонија, односно македонскиот народ како слаб, неединствен, малуброен и во таа смисла без некоја поголема потенцијална, нели, мог за развој во секоја смисла. И така натаму ние сме виновни во голема мерка за тоа. Нивната слика, нивната визија, нивната перцепција, нивната перспектива за тоа каква Македонија треба да биде, односно каква тие сакаат да ја направат, е апсолутно погумна за македонскиот народ. Тоа не е спорно. Тие ја гледаат Македонија како двојазична, бинационална, значи слаба некоја банана, да не кажам, држава во која што ќе функционираат, ќе се обидат да наметат некој концепт на граѓанско општество, односно да го избришат, да го деконструираат македонскиот, особено македонскиот национален идентитет, значи да ја поништат во голема мерка нашата славна национална историја, што конечно се случи со договорот со Бугарија. Рековме зимето и за идентитетот, тоа е проект кој што е во процес. Исто така ова што се случи сега со двојазичноста е уште едно длабоко и огромно фундаментално поништување на македонската државност, особено во клучната релација на македонскиот народ како носител на македонската државност. И во таа смисла изминатите 3 години веќе се финалниот доказ дека некои центри на МОК, да не кажам целото НАТО, работи против интересите на македонскиот народ. Тоа мораме да го признаеме. Колку и да е тоа болно, колку и да е тоа застрашувачки што елете вие, значи ние мораме да се соочиме со тој факт. Не дека е нешто ново, ви реков од 2001 до денес. Тоа е нивната визија. Таа визија е против мојата визија за Македонија и за самиот себе си. И во таа смисла, за жал политичките елити, големите, се разбере, има неколку условно кажано помали политички партии кои што имаат веќе завземена позиција која што е против, нели, интересите на НАТО за Република Македонија. Меѓутоа големите, најголемите политички субјекти во Република Македонија за жал слепо ги следат нивните инструкции. Практично ние се доведовме за особено изминатите 3 години на ниво на банана држава, на ниво на протекторат, каде што нивните инструкциите кои што доаѓаат од НАТО, безпоговорно се слушаат, буквално и покрај очигледните факти дека сето тоа е во спротивност со македонските национални и државни интереси, а особено, реков, интересите на македонскиот народ. И ова сега што се вратија од опозицијата во собрание за да го слушаат Столтенберг е уште еден показател дека едноставно тие интереси, тие инструкции кои што доаѓаат од НАТО безпоговорно се следат, но тоа во секоја смисла на зборот воопшто не е добро за нас и се плашам дека нивната со оглед на севкупната нивна моќта на НАТО во секоја смисла, особено нели политичка, ние тешко веќе ќе можеме да се спротивставиме и во таа смисла наистина сум загрижен дека на некој начин готово е со нас. Се разбира, готово е во таа смисла дека тие веќе ја направија или ќе ја доправат уште за некој месец за жал. Македонија безлична, безидентитетска и без име. И безимена, безисториска, граѓанска држава во која што македонскиот народ е потиснат, понижен, македонскиот народ е изгубен во просторот и во времето, македонскиот народ мора да ја напушти славната национална историја, мора да ги напушти своите идеали за современа, суверена држава на македонскиот народ, што е се разбира спротивно и на овој рамковен устав како фраза, меѓутоа е уште повеќе грев кон сите оние илјадници, стотици илјади луѓе кои што во различни периоди од нашата историја загинале токму со зборовите Македонија на македонците, нели, слобода за Македонија, слобода за македонскиот народ. Денес веќе тие идеали се за жал скршени, но да се надеваме дека некоја друга генерација. Некоја друга посилна, да, и поумна генерација ќе успее да ги Цветен ти беше дописник на Мија идеали. од Вашингтон, значи каде што меѓу другото е и Пентагон, значи каде што е основната милитантна основа база на НАТО, сепак е
НАТО е све, ама пред се Америка, оние водат, оние вооружуваат, оние ја во голема мерка финансира дури Трамп и во предизборната кампања лани и сега, тој кај председател кажува дека треба да си ги платат сметките членките на НАТО кои не уплатиле во НАТО. Како гледаш ти на? Села беше некој вид на абсурден лажен цепелин целава ситуација. Пак лажен цепелин, Стоилов. Та не е излижена фраза, ама стварно е така. Значи, првен што кажа, што зборувавме за Столтенберг, значи самата негова улога генералниот секретар на НАТО се сваќа како организацијска функција, баш како секретар. Значи нема тој некоја тешка политичка Па и тоа му е улога. Името. И кога ја давал и кога ја давал кога дава политички, ретко дава политички изјави, кога ги дава не се зема премногу сериозно. НАТО нема војска, НАТО е офицерски штаб. Значи, Трамп што велеше платете ги сметките, не се уплаќаат парите во НАТО, туку парите се трошат на сопствената армија, се разбира, нели, барањето е кога купувате оружје со сопствената армија, купите од нас, не од Русија, како што, например, Турција купува се и така натаму. Па и Грција, не? И потоа може да одпределите во даден момент одредени единици кои што ќе бидат под команда на НАТО, не на Столтенберг, тој треба да биде, нели, сметките бидат платени, струја да има и така натаму. Но Столтенберг лично правеше обиди да се ангажира во македонскиот конфликт, политички конфликт. Он беше еден од првите политичари, например, што го признаа Талат Џафери за спикер. Во период кога, не знам, од Вашингтон дојде признавање, ама на ниво на Хојтији, не повисоко, подоцна Хојтији самиот призна дека за Балканот воопшто немал шанса да разговара со државниот секретар, а сепак признава кој овој ќе биде спикер на собранието во Македонија, а не Трајко Велјановски. Без да праша за одобрение, да. Од Лондон се чекаше признавање, се чекаше од, например, Германија се истрча, бидејќи таму на власт се социјалдемократите. Признавањето дојде од Европската комисија, од Могерини, заедничка изјава, значи италијанската социјалистка Могерини, и дојде признание од Столтенберг. И човекот е наистина интересен со политичката позадина, ништо дојде од левицата, што е од социјалистичката партија на Норвешка. Човекот дојде од марксистичка позадина, значи во неговата младост, уште неполнолетен, во време на протести Виетнам, 60 и таму некоја година, Столтенберг бил регистриран агент на КГБ. Значи, затоа зборам за лажен цепелин. Значи, ние имавме човек кој што по својата политичка кариера ја почнал фрлајќи со камења по американската амбасада во Осло против незината, што река, агресорска, окупаторска, милитантна, бла-бла-бла политика во Виетнам, и он е сега генерален секретар на НАТО. Добро, но тоа не е Цетин, тоа не е само негов пример, тоа е сите. Не, има и други, што е министер во германската влада, тој беше најзелен, па стана радикално, Јошка Фишер. Има и други лажни цепелини од Цепелинов. На крајот на клишата и сама Меркел. Не, има и други луѓе што подаваат топката од Цепелинов. Значи, и тие од левица се де факто не се левица, тоа не може да е левица, неговиот настап. Неговиот настап е класичен фашизам. Значи, тој доаѓа тука да медира во спор во кој што едната страна е Грција, која што предводи премиер Алексис Ципрес, на кого во политичката платформа на неговата партија стои дека Грција треба да се повлече од НАТО. Не ние да влеземе, не влеземе. Грција треба да излезе. Значи, тоа е лево маоизам, значи на тоа ниво на левица. А ние преговараме со министер за надворешни работи на Грција, Никос Коdzijas, кој што има престојувано во Москва, има фотографиран, има дискутиран и дебатиран со твојот пријател Александар Дугин. Значи, тој е човекот што нас сега не блокира да влеземе во НАТО. Значи, НАТО дозволува, допушта, ајде, човек што фрлал камење по америчка амбасада да има генсак. Дозволува за проширувањето, членка да им биде, да решава држава, во која што министерот за надворешни работи, првиот амбасадор што го прима по стапувањето на функција, премиерот, извинам, Ципрас, првиот човек што го прими по стапувањето на функција премиер беше рускиот амбасадор, што го кани Путин и му дава да седне на тронот на византиските императори на Света Гора, што Коdzijas му е министер за надворешни. Они се обраќаат од македонскиот парламент пред СДС, деца на партијата која што пееше Америка и англиска биче земја пролетерска, и ти ги наведуваше каде сум работел. Јас сум работел кратко време во Нова Македонија и во мигови на досада ги разлистувавме старите броеви Нова Македонија, најсмешните изданија ми беа, секоја трето издание, еве го НАТО готово ќе се распадне. Почна расни немири овој град во Америка, почна
Франција се повлекува од НАТО, овие ракети не им работат, готова, крај се. Значи, таа идеологија, тоа е убедување на македонците дека НАТО е зло, милитантно. Дури риторика што користиме тука, центарот на НАТО солдатиската, мислам поубаво на српски звучи, нели? Под окрилјем Нојче Изликовци. Таа идеја во Македонија. Таа идеја во Македонија имаат ширено токму социјалдемократите што се седат во нивните предходници, некои од нив биле и кои што сега не мора ние да влеземе во НАТО пошто зашто хитно одма утре. Во тоа им помага Дуи, кој што кога ги праша, добро, ќе албански права, ајде да не знам територија. Што сте вие политички? Па ние сме марксисти или ленинисти. Тоа беше славната изјава на Ахмети и на крај сите се фативме социјалисти. Добро, верете ви Цинга. И на крај се фативме за тоа што бара ВМРО. Ако треба некој да седи у собрание, кога се разговара за НАТО, тоа не е ни Столтенберг, не се ни СДС, не се ни оваа влада на Грција, не се ни Дуи. Значи една партија која што се борела во Македонија, односно движење, да се растури комунистичкото редување на Југославија. А тоа е основната цел на НАТО, да се сузбие комунизмот, идеолошка војна, не национална, да има народи, овој народ да биде на Донај, туку идеолошката борба. Да се растори Југославија, да се направи независна држава на македонците, тоа е ВМРО, но ВМРО, меѓу другото, значи е и за самостојна суверена држава на македонскиот народ. И тука ние имаме конфликт во нашите интереси и цели. Добро, сега не те сватив. Ти си за влегување на НАТО или не, мислам, не разбирам. Ако има референдум, како што стои вака се, значи со предлог земето, јас не би гласал, бидејќи претпоставам дека најдобро ќе биде да се поништи со неизлегување, зависно како ќе го формулираат прашањето. Значи... Добро, знаеш, речемо, да кажеме за излегување од НАТО е исто така и мојот пријател Жан-Мари Лепен од Франција, нели? Така да тоа сите се некако сега да излегаат од НАТО. Така, мислам кога веќе ги набројувам пријатели. Исто таква порака во последното негово интервју дека беше жив, а го даде ке мене во емисија, даде и Бутрос Гали. Значи, као пријатели мои, не? Сега, пред да преминам кај Гораст, една дилема. Во РТВ НАТО сакал да ја растори Југославија затоа што била, не знам, комунистичка, не знам. Или да го трансформира општественото редување сега. Да. И сега го трансформира на начин да ја те излезе и дури и на N1 телевизија, значи нивната телевизија, ЦИА телевизијата, CNN-ова овдека, на генерал Петреус, излезе со прилог и многу пака пластично објаснето колку дужат поранешните југословенски републики и цела Југославија. Она на излегување, на распаѓање, должила целата држава 15 милиона, 15 милиарди долари, сега дужи 145 милиарди сите заедно. 10-кратно повеќе од што должи Словенија, 10-кратно повеќе, 11-кратно повеќе должи Хрватска. Добро, тоа е нормално со сите западноевропски држави. Македонија должи 6-кратно. Генерално нормална пракса, мислам, има прогресија на раст на долгот кај сите развиени држави од тој период, не е нешто. Па ние не сме развиени. Како сме ние развиени или Босна, да кажеме. Добро, не сме третиот свет, да речем. Да, значи не сме развиени. Црна Гора не е развиена. Така да Србија, Косово. Не ми личат свети на развиени. Не е баш тоа нормално поја. Сега, Гораст, добро вечер уште еднаш. Јас моите гости ги нарекувам со име, не се лутиш. Не. Да те нарекувам со име. Јас никогаш не сум ги делал ставовите на Цветин, и он тоа го знае, и затоа ми е драг гостот и тука си дискутираме, стално си се расправаме, јас и тој. Меѓутоа е барем јасен и експлицитен и си го држи својот став, што е искрено и честно. Јас не ги сметам тие луѓе за левичари, јас го сметам, да кажеме, Столтенберг за најлош премиер во историјата на неговата држава, например. А ги сметам овие грчки... Па не се левичари, не е само како се Добро, декларираш. а ги сметам овие грчки ова за едноставно импланти таму кои требале да растурат еден друг комплот кој се, меѓутоа добро, има право нормално, Цвети на своje мислење како и ја. На своje. Значи тие не може веќе да таа Могерини не може да е левичар кога патува со прва класа во 5-звездни хотел, со плата од 25, 30, 40 илјади. Тоа веќе го кажавме и... Нема, патува во Куба и во Иран да саботира тоа што би требало да биде прозападна политика на, да речеме, Америка. Пред на Трамп во моментот. Исто така, овој делов со
се согласувам ова за дека Нова Македонија и сите тие пишува демек еве утре, дури и сега пишуваме еве утре ќе се распадне Америка, заутре се распадне НАТО и така натаму. Меѓутоа контрапункт на тоа е дека истото го пишуваат американските медиуми за Русија. Утре Путин ќе си оди, заутре ќе го смени овој, ќе дојде Карпов, не знам тамо ќе му земат ова кинезите, тоа ќе му земат, ништо не се. Така да тоа е така еден баланс на очекување. Ти си од партијата Левица, не си должен нормално да браниш левицата од други држави или ова што кажува Цветин. Мене ме интересира твојот став и ставот на твојата партија во однос на гостувањето на Столтенберг и нескриената желба на сите партии во Македонија и позиција и од опозиција да не набутаат во НАТО. Добро, значи прво за тоа со левицата, не можеме да ги сметаме тие како левичари, мислам нивните економски политики го покажуваат тој во какви влади учествуваат. Ципрас дојде на власт, бидејќи стварно на вистина имаше потреба од левичарски политики, имаше популарност кај грчкиот народ, ама он не спроведе уште мерки на штедење и нормално сега бидејќи нема да понуди реални решенија, вика Македонија не постои македонскиот идентитет, бутка за промена на името и такви работи. Он е притиснат, мора да го направи тоа. Последен спас му е. Во Грција конкретно, левичарските партии, имаме контакти со наши другари таму, тие сите сметаат дека тоа е измислен конфликт и не поддржуваат нас. Сметаат дека не треба да има промена на македонско име. Така да работата не е создадена од левицата, напротив, левицата е на наша страна, секаде во светот, тие што се вистински левичари. Ставот на левица е против промена на името и против влезот на НАТО. Значи дури независно едно од друго. Зошто ние сметаме дека на НАТО? Како? Зошто сте Сметам дека прво има економски причини, значи ќе треба повеќе да трошиме на оружја кои што ќе ги купуваме од Америка, значи и од НАТО земјите. Моментално зголемен е буџет, таа ставка во буџетот за интеграциите во НАТО е 6 пати поголема отколку во претходниот буџет, значи очигледно дека ептен забрзано оваа влада планира да влеземе во НАТО. Ние имаме горливи проблеми тука, значи здравство, образование, плати, работнички права и наместо да се фокусираат на тоа, тие сакаат повеќе пари да даваат за оружје. Наместо да сме социјална држава, ќе бидеме милитантни. Да, дури и пуставот ние сме социјална држава и тие во името се социјалдемократска партија, ама очигледно одамна таа фраза има изгубено своето значење. Значи, дополнително сметаме дека не треба наши млади момци и девојки, нели, да гинат за туги интереси. Тоа е големо прашање. Првиот кога ќе го вратат не дај Боже. Да. Првиот кога ќе го вратат, кој ќе ја земе одговорноста? Сите ќе жалиме, меѓутоа кој е одговорен? Да. Министерот за одбрана ли, да кажеме Шекеринска, премиерот ли, Заев, поранешниот премиер, поранешниот министер, председателот на држава, кој е одговорен што ќе изгинат тие луѓе таму за туги бели дворови, за туги интереси? Да. Значи, нели и повлекувањето на Македонија од Југославија во голема мера се должи на тоа на загинатите македонски војници во Босна, нели, голем револт се јави тука и не знам како очекува дека нема тоа пак да се случи, ама да. Добро, што вие сте мала и млада партија. Да. Така. Какви се можностите да реагирате на ова? Сем така, со минимално присуство на некои митинги, така. Па еве може вака да присуствуваме на кога ќе не викнат на емисии, на медиуми, со протести, со информирање, со соопштување најгласно што можеме нашите ставови. За жал не сме парламентарна партија, од внатре не можеме да делуваме. Значи, вчера зборев со Мирко да ќе пиеме кафе, излегла жената си купи апчиња за нејзи и за мајка и се задржала 5 саат. Ја стопираат луѓе загрижени, дај кажи, ќе не биде, не бидуе името, што е вамо таму. Јасно е и по социјалните мрежи, кои сега сите почнаа нешто да ги гнасат социјалните мрежи, а тоа е всушност единственото место кај што е човекот слободен и каде што е мислата слободна, колку и да има злоупотреби. И очигледно е револтот против таквото гостување Столтенберг, таквото кротко ислушување, таквото негово однесување со неспоменување име, ништо и така натаму и така натаму. Меѓутоа сето тоа останува неартикулирано за некоја поголема сила, за некој поголем
поголем револт, за некој поголем протест, за некој поголемо има граѓанска мирна непослушност. Не, има повеќе причини на зашто не можем веќе во Република Македонија некоја поголема јавна манифестација на незадоволство, особено кон политиките и односот на НАТО кон Република Македонија. И тоа, знаете зошто денеска НАТО за Република Македонија ја изгуби таа, барем на почетокот, нели, од 90-тите години, таа магична слика. Затоа што нивниот однос, би реков, е толку, и малите деца знаат дека тоа што тие ни го направија на нас, не е ниту принципиално, не е ниту добронамерно, не е ниту според принципите на меѓународното право, па не заборавете дека тие први не ја признаа одлуката на Хашкиот суд дека Република Македонија може да влезе во НАТО под привремената референца. Така ли беше? Денеска добро им пишуваат. Значи, тие не признаваат, видите, и тоа генерално, тоа се однесува и за други региони во светот, меѓутоа за Балканот, па јасно е тоа, зарем треба некој веќе да подсетува дека ја бомбардира Србија, го направија меѓународен протекторат Косово, на нас ни поставуваат услов, сменете идентитет и име ако сакате да влезете, дека не дозволија САД, односно не дозволија референдум од Црна Гора. Да, понатаму не заборавате дека Хилари Клинтон во сред Тирана кажа дека албанците им се стратешки сојуз, партнер на американците на Балканот, и тоа за следните 100 години. Така беше незината изјава и факт е дека тие ги преферираат нивните интереси секаде, и на подрачјето на Црна Гора, особено во Македонија. Косово, рековме, го отцепија од суверена држава кој што беше Србија и го бомбардираа Белград наспроти сето меѓународно право. Значи, тоа е факт, да не зборуваме за други региони од светот. Тоа е јасно дека тие ги следат своите интереси и своите... Меѓутоа, што ми беше прашањето, зошто овде нема посилно така па не види, избивање на редови? Па луѓето веќе го знаат тоа. Значи, македонскиот народ е умен народ, гледа, слуша, меѓутоа кај нас се повеќе има голем расчекор помеѓу политичките интереси, политичките потреби на македонскиот народ, репрезентирани преку неговите политички партии. Дали ме разбирате? Значи, членовите на ВМРО или членовите на некој од помаливе десничарски партии, кои што се има такви, кои што се против НАТО. Левица е, меѓутоа од идеолошки, економски причини и така натаму, меѓутоа има некој баш од десничарски националистички, условно кажано, позиции е против за членувањето на Република Македонија во НАТО, особено ако е за тоа услов како што е промена на името и на идентитетот. Меѓутоа никогаш ми се чини немало толку голем расчекор помеѓу она што македонскиот гласач го посакува и го верува дури од својата политичка партија, од она што нивните раководства го прават. Па доказ е токму ова што, нели, најголемата опозициона политичка партија ВМРО ДПМН, наспроти фактот дека во изминативе особено 3 години тие во голема мерка центри на моќ од НАТО учествуваа во нивното нелегитимно, недемократско симнување од власт. Незаконско, неуставно. Па не, апсолутно. И сега видите, вие и малите деца го знаат дека тие во голема мерка учествуваа во тој голем проект, систематски, силен проект, масивен проект, добро осмислен, во координација со други структури од Европска унија и така натаму. Сега тие ги, како да кажам, насилно ги турнаа од власт. И сега ти одиш пак кај нив да ги молиш. Значи джелатот го молиш. Значи Стокхолм синдром. Тоа е веројатно не само класичен Стокхолм синдром. Меѓутоа тоа е мислам никако да се излечат некаде. Не знам, самоубиствен политички чин, затоа што видите има индици, показатели, релевантни индикатори, колку сакате, дека центри на моќ од НАТО директно учествуваа во големиот проект за незаконско, нелегитимно, нелегално, апсолутно симнување на ВМРО ДПМН од власт. Иако и дуи беа, нели, но друга приказна. И сега кога ти знаеш дека тие тоа ти го направија, симнеш од власт и шути. Кога не можеш да симнеш дуи од власт. Така е, не може затоа што Они се највластоци. Македонските политички партии се надпреваруваат кој повеќе ќе даде на дуи, а сега СДС даде повеќе на дуи и затоа направи влада. Само што ова да го кажам. Значи сега кога сите знаат, веројатно тие таму знаат во раководството, дека тие ги тргнаа од власт, а ти повторно, упорно, оди ги тепаат, овие велат НАТО, ама тоа мисли, че не само што е
абсурдно, не само што е бесмислено, парадоксално, туку и е наспроти интересите на македонскиот Ја народ. сум разговарал со Гораз Росокли, он вика за Стокхолм синдром не постои апче, лек, инекција, операција, не постои ништо. Цвете, те прашам едно хипотетичко прашање. Доколку НАТО вели нема потреба да го менувате името, влезете во НАТО. Значи тоа нема се случи, меѓутоа доколку вели. Што нас, која предност ќе, мислам, кој е бенефитот што ние ќе влеземе во НАТО? Значи, види, ние се бориме да имаме суверена самостојна држава на Балканот, што е сериозна тешка борба против Србија, против Грција, до некаде и Бугарија, кој што го поделила овој регион. Кога би бил ти рамноправена членка на сите меѓународни организации, и на ЕУ, и на НАТО, иако ЕУ многу повеќе ти се меша во внатрешни работи отколку НАТО, и финансиски, и регулатори, на секој можен поглед, пак, значи, тие две цели меѓусебно би се засилувале една со друга. Кога би бил ти присатен, твојот министар, премиер, Значи, председател, ако не си присетен, ќе те нападнат земите на НАТО. Па има таква перцепција. Вака да го се добива симплифицирам, одредена сега да не биде перцепција многу. дека они се клубот, ти си надвор од клубот. Добро, и што бидејќи не си у клуб, Иако нели Швајцарија не е, ама значи за Швајцарија се тепале 10 пати, за некаде 11-тиот пат да речат, добро ова ќе биде неутрално, не можеме да се победиме, не можеме да се решиме. не знам дали ја знаеш историјата на Швајцарија, јас многу добро сум имал. Таму имало крв до колена до пред 100 години, не се знаело кој коле. Па исто и за овде, да. Швајцарија на страна. Но нашиве комши Значи уште не се ние договорува биде неутрално. ако не сме демек во клубот, ако не сме на масата, ќе сме на менито, така? Тоа е едно од гледањето на Не е работите. точно. НАТО не штити од други земји членки на НАТО. Меѓу себе. Точно, да, има, се случува. Кипар, Ама се тие не тепаат војуваат Турција. помеѓу себе, тоа е. Војуваат, Грција и Има Турција имаат примери. војувано. Не, Ама ги добро. спречуваат во мигот. Добро, еве, Значи, овие денови еве не војуваат, влагаме у НАТО и значи ти ја спомна и Србија, не ја спомна Албанија, меѓутоа очигледно и Албанија, усето тоа бидејќи таму има територии пусте само таму. Значи ако не сме унутра, они ќе не окупираат Бугарија. Тоа е едно толкување кое што до некаде држи вода, инаку има. И заради тоа сега ние треба да влеземе у НАТО, Значи, за да не окупира Бугарија. Ја пак НАТО е Па еве тие не организација. окупира преку Малку договорот за историја и преку Не види, Македонска НАТО е православна организација црква. која што кажа што има изгубено својата цел со тоа што Кој е има? остварила НАТО. Својата основна поента има реализирана, значи го има срушено комунизмот во најразвиената индустријска држава со нуклеарно оружје кое што го практикувала тоа Советскиот сојуз, го има поразано, распарчано и така натаму. И сега нели, тоа е синдром на успех. Имаш ти се завршил твојата цел. Како што, например, во Британија УКИП партијата заврши својата цел. Што ти е целта? Сакаме да искочиме дел. Референдум, окей, гласаат луѓето, искачам. Сега што ќе правиш? И сега, например, таа партија треба да се распадне, бидејќи својата цел ја остварила. Исто така и во овој случај НАТО, значи поентата веќе негова се губи. Тоа е сега организација која што постои и е во потрага по цел. Дали ќе биде тоа борба против исламски тероризам, после 11 септември, дали ќе биде тоа обид да се реплицира успехот од Полска и од Чешка, например, да се реплицира во Афганистан или во Северна Кореја утре, значи да ги трансформира и други држави да се трансформираат, значи они лутаат и бараат цел. Во меѓувреме Русија им понуди нова цел, во нели тоа заострување на односи меѓу Путин и Обама, да речеме, со кризата во Украина, кој е виновен, ајде се не навлегувам во тоа. Битно сега имаше други кризи, не зашто навлегувам почнеш од во таа криза на тоа? Очигледно за Прето вас. имаше други кризи, на Северна Африка беа пред тоа. Во реда, ма гледаме дека за вас таксативно ако ги наброи. Немој да почнеш од нулта. Не, сакам да Понаваму е кажам, нулата. во моментов се редефинираат како главна закана нели на западниот свет, на Америка, на Западна Европа е Русија. Иако Русија веќе не е комунистичка држава, не е ни слободно пазарно општество, нешто измеѓу е, но не е веќе тоа што порано беше главна цел на НАТО, но е се уште препознатлива со таа територија, таа држава за која што НАТО е направен да ја напади. Сега они измислуваат што е причината. НАТО би требало да е организација во која што може да влезат и православна држава со јазик, со народ кој што зборува на словенски јазик, како што е Бугарија и Црна Гора, и православна ама не држава. и ние, бидејќи нивен клучен услов е би да се требало и промени ние. Би идентитетот, требало и името и се останато. Би требало да може за да бидеме биде таму. Ама што е нивната цел? Само ова да спомнам во контекст на ова што Цвети го кажа, што е нивната цел? Па нивната цел е да го заокружат тоа, нели, јужно крило на НАТО и практично само Србија Да, достане ама од Цвете сега да Балканот. каже дека се русите криви, така да. Не, сега да кажам дека Не, така се меѓутоа поставува. знаете што остајте тие апстрактни сега за Украина и Русија и така натаму, да си ја гледаме ние нашата мака не е голема, а тоа е фактот дека колку и да ги молевме,
колку и да апелираме, луѓе смилувајте се врз нас. Јас дури одам и до тоа ниво, бидејќи сега веќе рационална аргументација овде не функционира. Значи, сега рационално сите аргументи... Секогаш мудрите мисли и мислители кажувале подобро е да ме мрази отколку да ме сожалува. Ние одевме на варијанта да не сожалува, да молиме. Сега веќе, ама не можеме ние, видите, ние сме премногу маличка, мала држава. Куба била уште помало. И така натаму, не добра. Куба била уште... На специфичен, се едно, други времења, други геополитички контексти биле. Па тој геополитички контекст... Не, реално гледано, знаете што јас мислам? Му беа у дворот на Америка. Мислам дека голема грешка на македонската политика беше што, особено на политичката десница, беше тоа што не успеа докрај да ги избалансира политичките релации со НАТО, односно македонските национални цели, со целите на НАТО за овој регион и за оваа држава. И сега, таа умешност на политиката не се покажа успешно и тоа го видовме токму со фактот дека, нели, со систематска акција ја турнаа десницата од власт, за да ја инсталираат антидемократски оваа гарнитурена власт, која што, според сите индиции, една од големите, главните цели е да ја внесе Република Македонија во НАТО со исполнување на условот, нели? Промена на име, идентитет, откажување од националната историја и така натаму. Ние сега веќе, знаете што е проблемот? Тони, тоа е јасно. Кажи ми зошто, јасно е тоа, ако е тоа така, зошто другата политичка опција не се спротивстава? Тоа е прашањето големо. Ние реално ништо никогаш не сме... Тоа не е, видете, знаеш што е проблемот? Ние никогаш ништо поише не сме очекувале ни од Социјалдемократскиот сојуз, ни од Заем. Тие се јасни фигури, јасен е нивниот интелектуален капацитет, јасен е нивниот патриотски капацитет, јасна е нивната агенда, се е тамо јасно. Сега другава страна... Ово што ни го прави НАТО не е фер кон нас. Не е фер кон македонскиот народ, затоа што ние од 91 година, значи имаше апсолутно... Од кого не е фер? Не е фер кон нас. Од кого? Од НАТО. Ама не се тие фер организација, бе. Тоа е фер плей у FIFA. Не, добро, не се фер, него наистина, како да ви кажам, не ни враќаја со добро. Фер плей и стоп за расизам има УЕФА, FIFA. Колку и да се обидувавме, колку и да се трудевме на сите можни начини, а знаете дека сме партиципирале со војска и Авганистан и така натаму. Значи, ова што ни го прават ќе остане запишано во историјата како неправда кон еден малобројен народ. Тоа е од нив и тоа си е нивна работа. Тие ќе ти прават. Ние што правиме? Сега што да правиме во оваа ситуација? Ние како држава, се разбира, како релевантните политички субјекти мора да најдат начин да се спротивстават на планот на НАТО за Македонија, а еве кој што се случува. Тие нема да најдат начин, бидејќи си отидоа да го слушаат Столтенберг. Па тогаш народот, единствено народот, без политичка артикулација на народните интереси. Гораз сакам да прашам, значи фала ти, Тони, Гораз. Значи ние со години нас не лаже од кога се распадна Југославија и почнала, нема ќе влеземе утре заутре во ЕУ, НАТО, во ова, името малку сега референца, ти рекол ми рече, и цело време беше, утре кога ќе влеземе во ЕУ, 2000 евра плата. 1500 евра пензија. Значи, со тоа се живееше, сега гледаме дека бугарите, не знам што еве, наши што идат да работат, тамо работат во робски услови за 600-700 евра, 800 евра, ако им е со смештај, ама смештај значи еден кревет, односно душек, не значи стан. И гледаме дека тоа не е така. И да дојде овде кај и овие што влегува у НАТО, ги немаат тие плати. Така, да, тоа се наивни приказни, значи точно дека дел од земјите во НАТО, како Германија, Франција и така натаму, имаат стварно подобри услови од нас, ама тоа е бидејќи германски фирми доаѓаат тука и експлоатираат наши работници, мислам, како например што е Дрексел Майер. Не може ние да очекуваме дека кога ќе влеземе во НАТО, ние ќе станеме Германија. Која ќе биде таа друга земја која што Македонија така ќе експлоатира како Германија, за ние да бидеме богати како германците. И уште повеќе, јас се надевам дека ние не сакаме да бидеме таква земја која што ќе експлоатира друга, дека ние сакаме нашата да си ја развиваме, не на штета на другите. Кој ќе одговара ако изгинат наши луѓе, а ние сме членки на НАТО? Во која смисла кој ќе одговара? Сега? Па од војската. Која дури и сега Ако мислите дека некој ќе превземе одговорност, нема. Значи тоа е барање етика и морал од тие што се неетични и неморални. Да, нормално. Добри, си Горас, ти учествуваше на протестите пред СЈО, со левица, ти индивидуално се една. Да. И што мислиш, како ќе заврши таа работа?
Бака сега те прашам. Значи имавме позиција во која што имавме партија на власт, која што очигледно немаше никогаш да попушти зимето, па ни тогаш. И дека нема да влеземе во НАТО. Ако Тоа не би се значи, согласил дека Тоа беше никогаш. едно од главните Не, точно. причини Еве зашто сега гледаме. ја турнаа од власт насилно. Значи, Не, 10 ВМРО години беа, не само пред- секунда, ВМРО беа во бойкот, не доаѓа на собраниски седници, дојде Столтенберг се појави. Не, Значи веројатно, и ВМРО и СДСМ се ВМРО поданичка сега поинаква партија. ситуација. ВМРО Јас имаше се согласувам ситуација дека кога беше можеби суверенистичка опција во Македонија. можеби ради некои барања на нивните гласачи, тие малку, значи минимално, тоа не е суштинска разлика, помалку попуштаа кон Западот. 10 години ги одбиваа сите барања, сите притисоци. И готова бе, ама готова. Па беше, види, само што ова не во попушти. бомбите како е не личи така. Не е така. Време, Значи, ма, има не само снимки тоа, дека не преговараат и дека баш Ама било баш ние сега ги имаме згоден момент исполнет 10 години условите за веќе влез во чекате, НАТО, моля. Цветин, Ти знаеш. девојка 10 години Сите чекаш. воени реформи, која сите таа- Чекај реформи се, Или е ама таа чекај, аналогија ние со во- девојка? Ова е Во Букуреш држава. реално таа гарнитура која кажуваш ти прифати Република Македонија во Загреб Не, Скопје. не е точно тоа. Не. Не е точно. Не. Добро, не. Нема потврден доказ дека постои Не, види, такво решението има повеќе Како не? степени, Значи- дали ќе се преминува билатерално, Не, ерго омнески натрашно. биде. Па тоа, значи, Ерго тоа е, омнески. тоа Не, и не, тука се за кршат збориме копијата. за Букуреш. И тука се кршат копијата. Сами тука е Значи спорно. има снимки, сега да не се правиме. Не, вреде, ма со што сила мислиш внутри. ти како ќе заврши целата таа приказна? Значи, Нема да заврши мене лично ми беше целта да се тргне ВМРО од дека власт ти растат и да дојде кој? и да бидејќи очигледно тогаш единствено можеше СДСМ да дојде и да види македонскиот народ дека нема да има суштинска промена, дека нема утре да се качат платите на 500 евра просечно, дека нема еве, сега тоа корупција го да се видовте и намали. делувате сега против актуелната власт. Па ние делуваме. Не знам. И некој од вашата партија да влезе таму во администрација. Не, Па да се Бранимир откаже. влезе. Не, Бранимир не е веќе активен член на левица, значи. Абе, такви Тој- ги има ВМРО колку сакаш, ги има и СДС. Еве Ги сега има, имате и значи вие. парите корумпираат тоа и сега не можеме да очекуваме дека ниеден нема да Да, направи дека такво е нешто од свет. било која партија, нема совршена партија со совршени луѓе, ќе се најде некој што ќе Ама не, при тоа доведовме ситуација во која што Македонија за прв пат има влада која што не е поддржана од мнозинството етнички македонци, значи се слабе уставотворната позиција, државотворната позиција на македонскиот народ и на македонските интереси, а главен еден од македонските интереси, нели е да се има своја суверена самостојна држава, што меѓу другото се гледа меѓу спорот зимата. Нормално дека влада која што зависи од малцинството етнички македонци, помал број етнички македонци што ги гласа и е целосно зависна од албанските партии, нормално дека ќе биде поотворена да ги распрода македонските национални интереси и плюс ева што тебе ти е случајно важно. Не сакаш да бидам у НАТО, иако јас пак велам како организација релевантноста е под прашање. Меѓу другото може и тоа да се случи. Значи, што мислевте кога протестиравте? За корупција да не изборам, мислам дека сега повторно. Добро, еве, Светин, они мислеле погрешно, мала партија, се имале корумпиран како што пораснат, Бранислав и да. така Не, не. натаму. Што мислеле овие други? Не, нешто ми мене. Ние никогаш друг- не бевме, само да рачистам, никогаш не бевме на ставот дека СМ ќе донесе некакви кујзне, какви промени на полобра. Значи тоа у старт знаевме. Еве, они имаат сега на последните локални три советника, нели? Росоман, Скопје и Карпаш. Скопје и Карпуш. Значи, бенигден број. Што мислеле другиве кога попуштале у овие 3 години? Тоа е прашањето, Цветко. Мененка, никогаш не Светине, беше што целта- мислеле они кога попуштале? Што мислел Никола Груевски кога рекол јас ќе се повлечем, бидејќи ми рекоа 100 дена, после тоа се враќаш? Кому он верува? Еве, они се млади, неопитни, тазе во политика, една година се партија, така натаму, имаат право да се наивни. Те овие, Види, на крајот Тоа се тешки работата прашања. беше... со- а? Тешки прашања. Па да не ги одговараме. Не, ќе ги одговараме, меѓутоа се наистина тешки прашања. Па не сум ли управо со прашањето? Апсолутно сте во право и мене од секогаш ми беше нејасно и покрај сите добронамерни укажувања на многу луѓе добронамерни дека треба да се биде внимателен, дека секој излегување надворот воспоставените политички принципи од воспоставеното конечно меѓународно право на Република Македонија ќе доведе до тешки далекосежни негативни последици. И тоа се случи со пржинските договори. Тие решенија во Пржина ги нема никаде во светот. Никаде. Ни И тие законски, ни- толку очигледно беа така формулирани да придонесат степ бај степ до паѓање на ВМРО ДПМН од власт. Апсолутно. И знаеш што ми е Ја не сум проблемот? потписник на тој договор. бе, Така е, па зборуваме за тоа кои биле нивните проценки, мотиви и нивните очекувања од подпишувањето на тој договор Пржина.
кој што е антиуставен, значи во уставот не може, на пример, двојно командување со министерство. Она заменик министер дополнителен и така натаму. Сме зборувале за тоа на времето. Специјално обвинителство. Сигурно. Барем да беше само еден специјален Ме и обвинител. го пише Овие им дозволија буџет колку милиони евра, 50 луѓе таму, не сам ужасни. Но ми беше идејата следна, дека во времето пред склучувањето на Прежинскиот договор алармираа многу луѓе, меѓу кои вие, јас, веројатно Светин и така натаму, да не се прави тоа. Затоа што е тоа пропагање во амбисот кој што нема враќање. Значи тоа што таму тие преседани што таму се направија, од кои што дури некои наводно влегле и во идната политичка практика наводно, оставка 6 месеци пред избори и техничка влада и така натаму, во што се сомневам дека ќе се случи. Пржински систем. Јас сега се сомневам дека тоа СДС ќе го дозволи, но ќе видиме ако еден ден има избори слободни. Нема да го дозволи. Зошто би го дозволил? Па да, токму тоа, затоа што тие сега да. И тешко беше прашањето зошто и покрај сите анализи и укажени анализи тие тоа го дозволија. Мојата претпоставка втемелена на факти е дека тие очекува 60 пратеници на предвремените избори во декември лани. Врз база на Преклани, веќе практично. Врз Значи база не очекува 61 врз база на тоа што мислеа дека ќе бидат само момент да се докажам, благодарам. Тие мислеа дека тие избори ќе бидат демократски во секоја смисла на зборот, но не беа. Значи чадорот е израз кој што веројатно подразбери се извинувам. Полицијата, ДБК, МБК, ова сите беа што работеле тие? Не поделени беа. Тогаш полицијата имаше и двајца команданти, и министрот, и Оливер и Оливер. Па што знаеле пред тоа? И Оливер и Оливер. Ами тоа се 3 месеца, 6 месеца пред тоа. Така е. Што работела полицијата? Што работел тајните служби? Има служба за шпионажа председател, има влада, односно полиција, има војската. Што работеле тие? Значи, што ми беше идејата? На 11 декември изборите не беа легитимни. Никој не вика се легитимни, меѓутоа ВМРО ги призна за легитимни. За жал, сега тоа е за жал на државата и на нас, на македонскиот народ, но сега видите што е чадорот, она што тие го зборуваат, нели чадорот, а чадорот веројатно подразбира и дел од структурите на НАТО. Значи чадорот не дозволи се вкупната волја на македонскиот народ, на македонските гласачи и во целина да се рефлектира врз формирањето на влада. Иако не заборавате, повторно ВМРО ДПМН победи. И покрај пржина, и покрај сите масовни, многу пари беа во игра, многу идеологија, многу валкана пропаганда во изминатите 3 години, 4. Сето тоа беше со цел ВМРО ДПМН да го турнат од власт. Дури на избори, нелегални, на 11 декември, повторно ВМРО ДПМН победи, меѓутоа не им дозволија на ДУИ, наспроти вообичаената практика победник со победник, не им дозволија на ДУИ да направат влада. Ете гледате и сега кој е главниот центар кој што кажува им го направи ова и на ВМРО и на нас. Сигурно поврзан со НАТО. Сега и покрај ова со врвот на ВМРО. Како? Дали се идентификувате со врвот на ВМРО? Не. Тоа не. Каква врска имам јас со ВМРО? Не. Нема кај тоа не тоа. Но и тоа тешко прашање е зошто. Дали можеби очекувале дека навистина изборите ќе бидат демократски и веруваа дека македонскиот народ повторно ќе им даде 60 пратеника за да не зависат од... Тоа е бајка за деца, тоа е. Премногу беше тоа наивно. Значи не можете вие 3 години да го малтретирате македонскиот народ и да очекувате 60 пратеници на избори. Тоа беше нивната проценка. Меѓутоа, што се однесува лично до мене, јас сум му кажувал. Попушти и сега дај пак 60. Така е, да. Исто и сега го велат. Да, значи сега има многу интересна теза. Значи, во смисла, гледајте сега што се случува. Распродажба, договорот со Бугарија, промена на име, двајзи и така натаму. Сега гледате дека ВМРО кога бараше 60, зашто не му дадовте? Па како вие сакате сега? Ние да ви даеме и 70, зашто? Значи, повторно народот е виновен, не беше народот виновен. ВМРО имали 63, па... Да, па не направи некои големи проекти кои што ќе ја вратат државата. Тука си го права, да. Кажи ми... Страшно, секој случај многу лошо. Еве, ја не сум левичар, не сум ни десничар, ја сум така. Меѓутоа, поише сум анархист, што може би повеќе на кај левицата ме пута.
Знаеш, сакам ликови као, што знам, као Чомски, као Хемингвей, као Че Гевара, тоа се мои така ликови. Солженицин. Па ако сакаш, да, ево мојот пријател Дугин, кој не е левичар. Кажи го, вие како левицата е секоја таа што била улична, револуционерна, млада, надобудна. Не знам, ја ги памтам оние левичари кои ги водеа Шпанија и Италија, Долорес и Барури ла Пасионарија, се сеќаш, Ерлико Берлингуер, млади сте ви, не? И така натаму. Кажи ми, оваа левица планира ли нешто, еве, така, да кажеме, да поведе? Народот е овде, не сега многу на Југославија да гледа, така да го имате тој дефект. Меѓутоа, ете, кажувајќи ја вистината, има ли не освестување, народот е освестен, него дали има порив да преземат нешто или не? Народот да превземе нешто? Па еве да го поведете вие, примерно. Не заговараме вооружено востание ние. Не се мислеше. Значи, ако на нешто такво се мислеше... Не се мисли на тоа, него на демократски Тоа да. изблици на протест. Тоа да. Па оружено востание не е блокада на улица. Не. Само да... Пошто го спомнавте Че Гевара и натаму, затоа. Па добро, тоа е пред пола век. Да, значи, ние сметаме дека се повеќе и повеќе ќе гледа народот во Македонија дека СДСМ и ВМРО нема некоја битна разлика. На кондиција ќе ги фатите. Не на кондиција, значи ќе се покаже дека се исти партии и до сега имаше голем проблем затоа што се гласаше за помалото од двете зла. И се уште се гласа, ама се помалку и помалку. Мислам дека ќе се гласа за помалото зло. Едните сметаат дека едните се помало зло, другите дека другите се помало зло. СДСМ сигурно не е помалото зло, далеку поголемото е. Како? Викам, СДСМ сигурно не е помалото зло, далеку поголемото зло. Добро, огромен дел од граѓаните сметаат дека е помалото зло. За мене тие се исти зла. И сметам дека единствена легитимна опција, единствена неизвалкана опција е левица. И идеите на левица не само во тоа што не сме корумпирани како другите партии, туку и општа друга политика нудиме. Значи политика која што се фокусира на работникот пред се, а не на газдата во Македонија. Цветин. Она што збореше, каде гледа УБК, освен тој дел на УБК што го снима македонскиот државен врв, да учествува во оваа подметачина, што не се случуваше. Има еден афоризам, повеќето држави кои во Не бев ја шеф на УБК, па за да го оставам снимачот на работа. Сега немој да вадиме нешто што... Се знае кој бил одговорен. Немој така, ја него сум го оставил Верушевски на работа таму. Тоа е дадена политичка подршка од надвор, од повисоки канали, од Чадори, Мадори, такви работи, за да тоа излезе. Поврзани со НАТО, веројатно. Може ќе го Тоа знае, е фино за политичката подршка, меѓутоа не морал да биде тој на работа таму. Можел да биде у полициска станица Петровец. Или е ставен дека од друга страна со снимките не вајде ќе ги правиме. Добро. Вие се може. Тука веќе не верам дека ќе дознаеме некогаш. Реално гледам дека салдугато се промовираат како херои на истите медиуми финансирани од USAID, дека они се сега whistlebloweri, а до вчера вика дека нели власта сама се снимала. Тоа е веќе што ќе му кажат, тоа ќе глуми. Така е. Афоризмот генерално е дека повеќето држави кои вршат војна операција даваат некој шифриран име непријател да не погоди кентаур, не знам ако е нешто арктичка лисица, ама ако идеш во џунгла, например. Да не погодиш што е. Америка кога иде во војна иде пустинска бура, ама чеки во пустини, идеме ким текна на непријателиве што е. Па добро да не се криеме, идеме и како булдозер. Не идеме скришно, не треба, не можеме да сокриеме 300 тенкови и 3 носачи на авиони. Во нашиот случај рече токму тоа се случи. Не е сега народов каде беше УБК да открие што се спрема, каде беше, не знам, народов да им се објасни попластично. Луѓето видеа што се случува. Видеа дека американскиот амбасадор отворено застанува поддршка на социјалдемократите. Дека дава десетици милиони долари од фондови на USAID, на невладени организации, на медиуми, телевизии и така натаму, да промовираат нивни позиции да ги нервираат. Тоа беше се отворено, јавно, сето тоа им го... Тоа е неспорно. Не требаше УБК тоа ти го откријат, секој го знаеш. Добро, неспорно е.
Па Но, тоа, видовме ако го дека гледал во- секој, требало да види и водството на партијата ВМРО да помоне. И каде Бидејќи ќе се секој жали? друг Добре не ви го каде гледа. ќе се жали? Во Молим? ЮН, во каде ќе Не, отиде и туку што ќе преземе прави? акции Што кои што рече? ќе го... Извини? Каде ќе се жали за тоа? Не, не да Ама се нема да жали. иде упржено да На потпише кого договор. ќе му Да. каже? Ќе Добро. преземе Нема да иде активности кои што упржено ќе и го да го спречат тој план. и да го На чадар. да направи противуставен, да потпише противуставен и незаконски. акт. Видовме дека во арсеналот на алатки кои што ги користа беше и Куманова. Видовме дека во арсеналот на алатки, например, еден период, ако се сеќавате, телевизија Телма која почна кампања за повлекување пари од банките да се колабира банкарскиот систем. Може да претпоставиме уште колку такви алатки биле И затоа отиде планирани и упржено. така Не, добро натаму. да. Добро. Значи, Значи, затоа се ние- избрани Тоа е они само- да бидат певање на бело знаме. Значи избрани се таму да бидат најцврстите мажи. Ама Тони, тоа не е само за тебе лично да бидеш ти цврст наш, значи ја колку што ги знам, голем број од тие луѓе во старт беа им беше јасно и беа резигнирани со тоа дека нивниот личен живот е на една линија. Постоеше Не, тоа не е многу спорно. посериозна Тоа не е опасност. спорно дека Абе, види, па си лепезата пише, на... убаво пише Стефан Влахов Мицов, ако се бавиш со политика, некрологото задниот тоа е джеп ти си го јасно. носи. Не, Ама не беше Како? некрологот Инаку, само иди, индивидуален. биди Некрологот касиер. беше за целата држава, целиот народ. За Да, ама економската тоа ќе ни стабилност се на случи, државата. Цветин, види, знае многу добро. Сега разговарате многу фокусирано на клучните теми, на клучниот проблем. Да, меѓутоа, Цветин, тоа пак ќе ни се случува. Дали ме разбира? Значи, крајот на Македонија не ни се случува пред наши очи. Мене тука ни е маката наша. Значи, ние секој ден гледаме сега како пред наши Значи очи без разлика што државата што пропада. попуштала ова, Да, пак значи доаѓаме на исто. повторно нивниот Не. план го реализираат. Ама вие имавте И тоа теорија дури дека ајде и како го посвире апсат по Заев. колку горе. претходно. Теоријата беше да го апсат Заев. Они беа во старт спремни. После апсењето на Заев, он беше прежален. Беше прежален на 27 април да го биеше некој, нити ќе се потреса Сега, на калето, ај, нити у не знаеме, Вашингтон, добро нити да си. го апса. После тоа снимките ќе ги објавуваше Стева Пендаровски. Ајде го апса и Стева Пендаровски, ќе искочеше Шекеринска. Ајде сега апси женско. Меѓународниот притисок ќе растеше притисокот и без коалицијските Да, па тука доаѓаме до проблемот. Значи, Вистински они си се После После теоријата, извини, ако може, накратко после само- теоријата беше, ајде сега ќе влезе народот, ќе ги стапи собрание и ќе се заврши работата. Гледаш дека Не, Заев кој им го- беше... кој го Не, рекол сега тоа? идеме Не малку верувам. назад. Sad vidi ги- Да, идеме сега, пред- сега, назад. овде е Чекај, проблемот. Тони, идеме пред Пржино. Они очигледно Значи, беа пред спремни. Пржино, они, ако не бил Заев, бил уапсен, ќе бил ова, значи дека, без разлика дали Заев, дали Пендаровски, дали Жакеринска, некој бил уценуван за да влезе да потпише Пржино. Тоа го кажуваш ти. Вака, Уценуван со што? Уценуван не со знам, себе. Па кажи со ми, сценарио за зошто државата, него? е ова Јас што ти ти го кажувам кажам. дека е уценуван со државата и дека Со кој? Па еве ја државата ја Па нема. еве ја нема, дека си готово имаше- е. Нема држава. си имаше ама А која Значи не држава се ја се спаси чува? државата. Ама оваа држава можеше да биде крв до колена до сега. Са вие идете, не, ама како и да е сега. Зошто да има крв до колена на Светин? Од каде е таа хипотетичка че имало И кој како зошто е да има таа крв до закана? колена? Колку Па фалеше? на себе име ни сменија, јазик ни зема, историја ни зема, нема крв до колена. колку фалеше Еве Левица не Куманова? може да извади никого, што? Колку фалеше Куманова да испадне сега- кон Сокол? Што да испадне Куманова? Што отиде војската си го реши, полицијата си го реши случајот. Што ќе имаше И што друго колку од Куманова? Куманова беа спакувани? А уште колку Куманова беа спакувани Цветин, ти понатаму? предпоставува сега, од каде Ама знаеме сега сега? тоа е Ти сега знаеме, ти вие сакаш предпоставувате. сакаш да плашиш може да не деца. бомбардираат и да... Така и сакаш да плашиш децата. Да. Ма сега Значи со зборуваме- тоа били Само уценувани, да се така? овакви приказни сега. Е па сега И па ако е така, не- тогаш не излези сум и го каже напи- јавно и гласно пред Извини, македонскиот народ. Светин, не Народот сум го му е јасно напишал што јас, повеќе да му го биде, напишал не беше. едно од најсветлите имиња на ВМРО, на ВМРО организацијата, напишал поарно ужасен крај, Точно. отколку ужас беше. Не го напишал Миленко. Види, го напишал Ова идеологот нашето е ниве. наистина ужас без А? крај. Ова нашето е Идеологот секој ден ниве. ужас без Сега крај. зачи они одат и против идеологија? Мислам, нема одбрана тука. Ама Не, Значи не, они не, биле не, уценени. нема. Од патриотски причини, тоа они- Да, ама ти знаеш, дека се Затоа што заужасува. државата Само сега на која кратко нема нешто. овој. Значи пролонгираде со оваа метода пролонгирале распад на државата за 3 години и ни ги одземале сите живци на целиот народ. Да, и перспективи за формирање на силна национална свест и активност, кој што Значи, колку во ред, еве, со се можност грижале да за се- да се државата, спречи еве овој ти глобален прифаќам. план. Затоа влегле да затоа попуштале све, на крај резултатот Тони Еве вика. го. а? Па исто. Ист, Па нема секој држава. ден, еве, па нема. крајот Значи, Топката беше префрлена криминалци кај на народот, улица, значи. невини луѓе у затвор. Значи, И не само Невини. тоа, македонскиот Мислам, не тоа, знам, овие- некој гледачи, Овие 11 години не покажа со ништо дека се вистински патриоти, не знам осиромашуваа гледачи цело време дали го Македонија, сега да им знаат, веруваме. дали на го збор познават без тебе. Владо Јовановски. Не знам дали го познават. Прекрасен човек, мирен, тој Мислам, на толку мравка ми не е га тоа. зиме. Кога преаѓа улица, се извинува на аутото што мора да прејде. Мислам, не знам дали го знаат они Владо Јовановски. Дали го знаат човекот Борис Замовски. Сем што е вака висок, габаритен, он е во основа една уметничка душа. И се, значи нема држава, а криминалците надвор.
Убийците надвор. Оние што продавале дрога надвор, каква држава има? македонската Не, држава- у судот владее америчка амбасада, си седат по. Ние сме протекторат. Колонија Не може да сме, донесат банана ни држава. едно. Што важи за Груевски за судење, не За важи жал. за Зоран Заев. Што важи за Зоран Заев, не важи за Груевски. Која да... Значи ние Ма нема секако устав, немаме еве и држава. овој законот за двојазичност. Дали ние имаме премиер у оваа очигледно држава во овој антиуставен. момент? Нема. Нема ни институции, нема ништо. Така да- Се е во функција на реализација на планот кој Значи, збориме Чадаров го смисли. евентуално да се А заблагодариме што 3 години ја пролонгира го Значи, ние продолжира. збориме од позиција на луѓе што не биле повикани да донесат таа одлука и кои што Кој? имаат дел од информациите, прашање колку ги имаат сите информации, какви За? све закани били упатувани. Значи, ние зборуваме од позиција, јас ќе го направам вака, јас ќе го направам онака, но не дефинитивно ние сме анализираме били само цветно. во таа позиција тоа да го Не реализираме. сум рекол сега, јас ќе направам вака, Да, не, меѓутоа ние- викаме јас- дека мора да има причина зошто некој влегол да потпише дека беа направени многу погрешни неуставени, политички одлуки. незаконски, тоа се одговара за велепредавство. Потписниците на Пржински договор, како и оние на Охридски договор е велепредавство. Никој нема право, пишува тоа, да потпише капитулација, си Капитулација, пише да. уставот. Ја не знам да го земе Да, ама нема прва, устав, втора не страна. важи Види, уставот. Миленко, јас верував Не дека важи после, уставот кај како нас. човек што помина низ 2000-те прислушкувањето кој што го гледав како млад новинар, Така? ја верував дека народот му јасно кога по втор пат излегува СДС со снимки, леле видеото што добивме материјали, после Бранко Црвенковски кога се излегува Зоран Заев. Добро, тие јас се многу верував различни дека се снимките луѓето им ваши. беше јасно. Новинарите што беа Јадранка и тие снимки и овие снимки. Добро, јас ќе ги Многу кипнам. различно е тоа. Многу различно. Ја верував дека луѓето ќе им биде јасно разврската, дека ќе биде јасно дека прислушкување 2000-та, афера прислушкување, наводно ВМРО снимало, јасно е дека води до 2001. Очигледно имаме доволно млади деца кои што не памтат вчера што се десило, ни па поназад, и кои што леле види се да сме била во право, стварно ВМРО прислушкувало и криминалци биле ајде да протестираме. ВМРО не Значи, прислушкувало, очигледно е прислушкувано ВМРО, така да тоа Тоа е. беше моја проценка, како некој што поминал низ таа Да, афера, очигледно има луѓе што не поминали, кои што наседна. Повторно македонскиот народ во солиден, Ја, пак ќе те соодветен прашам. Кој да Ја- прислушкува, ние ги чувме снимките, видовме какви Значи, за тие какви што работи се- разговарале колку во години Тие што се 2000-те? прислушкувани и не прислушкувани. 2000 там. 6-7 години. Не, добро. Знаеш за прислушкувањето тоа? Добро, ама па сега ти Знам, да. колку си имал 45-та година. Поврз така да- за 2 и 2. Ама ти у 1945-та колку години си? Во ред, ама не, сега има два Така да тоа случаи не можеш така во да- македонската не историја, можеш да два му пати одземеш СДС право. излегува со снимки и два пати тоа не води до Не растурање се на исти државата. снимките, Цветин, Ма нема. што е море. што е битно кој што се жена? Како што е битно. Не, нема целта и А никој намерата веќе не која избери е. за- Цедин, која е позадината? Тоа е прво, ја- Позадината добро. ја гледаме денеска. Позадината Уривање на ја да те македонската Тоа е држава. битно, Ја тоа да е те прашам. слабење на делот на македонските Снимките политичари што снимани. се за Кај Зошто, еве да ве прашам, од преска гледате, зборувате за странски интерес за уривање на македонската држава. Зошто мислите дека некој сака да урне македонската Не, држава? па еве, Така му, не викам дека не е така или дека е така. Ве прашувам зошто. Значи, на некого не му е Зошто? убаво. Не па ви кажав, целта на стратешките цели на НАТО, на Чадорот. За Балканот се сосема дефинирани. Значи цел Балкан да биде во НАТО. Само Македонија и Србија моментално не се кои во се НАТО. мотивите? Сега па еве мотивите да биде цел Балкан во НАТО. За да има посилна геополитичка и стратешка позиција во понатамошните своји конфронтации и интереси во однос кон Русија и така натаму. Тоа е. Ја- И сега во име на таа цел, они решиле да доведат структура на власт, која што ќе ги направи тие историски отстапки, Еден промена од на име, мотивите идентитет, што јазик и така ја натаму. започнавме емисијата со Лажен Цепелин, ќе завршиме исто така. Еден од мотивите е гора што ние живееме во лажна историја и лажни факти за историја, бидејќи држава како Грција не постоела до пред 170 години, они ни продаваат некоја античка и така натаму, и ни продаваат западниот свет е базиран врз постулатите на лажно поставена историја. Било каква Македонија, мала, која почнува да расте како идеја, им ги руши постулатите, го руши целиот западен свет. Тоа е основата. Не, тоа е основата, значи зошто Тоа е основата зошто на НАТО свет. се конфронтира со Русија на Кој? пример? НАТО. Зошто се За конфронтира? ресурси, за моќ, за ресурси, за значи пари, за нафта, за значи, диаманти. Интересот, сега, на, види, интересот на капиталот на Историјата е во нашиот најголем случај на ресурс. странскиот капитал е тој што ги Најголемиот доктира ресурс е историјата. Меѓу и влезот останатото, во да. НАТО и промената на името и спорот со Што тие Грција и се сите тие колониалистички работи. држави? Зошто Значи, се не е богати дека им- Англија, Франција и така натаму? Па по Африка, Индија им се до ден денеска Најголемиот Токму ресурс така. е историјата, Значи, која ќе дознаат дека Плюс дека историскиот легитимитет го добиваат како нивната нација. демократија не Така е.
Нема ни еден американец да не, чуе. лежи на модел. нешто што не била демократија и Значи, што вака. не постоело. Ниеден американец нема да чуе дека Македонија има таква и таква историја и ради тоа ќе пропадне Америка или ќе превземе обичниот човек власт. Нема врска. Значи, интересот на капиталот, на парите, на Па, бизнисмените, американците, тоа е тој што зборуваме, диктира. Обичниот НАТО, американец да. не ја води Америка. Да. Но? Обичниот американец не Точно. ја води Америка. Види, причините се повеќе слојни, нема една голема приказна дека не знам тука се крие, не знам некој страшен артефакт кој што ако се открие сите Нема ќе се ништо тоа. стресат. Сега немој Причините да се карикирам. немој тоа извини. да го Причините се повеќе слојни. Има луѓе што се мотивирани од разни немој да го причини. карикатизираш. Јас имав шанса јас сум разговарал со луѓе од администрацијата на Обама кои што генерално ги даваа парите за поставување на сите овие структури тука во Македонија, преку Сорос и преку USAID и така натаму, кои што гледаш дека не се мотивирани од идејата за американско владење со светот или не знам НАТО или не знам што, они сакаат да бидат политички блиски на нив луѓе на власт. Значи, за Сирија прашање прошува, добро, како стои, да речеме, едната партија Македонија, како другата, и одма јавно Добро, па реагира, сега е обратно негодува. сега. Значи имаш, да речеме, луѓе што се мотивирани од идеолошка Па близкост. добро, еве Па политички сега близок. само беше за Види, Хилари Клинтон. Сега само е Точно, политички да. близок и Точно, со да. мењање и со немењање на Да, така да, Само значи, е политички дел од близок луѓето и со се- договор и без договор на Бугарија. Значи, Не е тоа. затоа викам дека свете. има широка Немојте да Не е немојте тоа. да фрлате магла. Ама Не е дел од тоа. луѓето се Има заврши работа. има Тоа дефокусација е од вистинските врв причини. поетски во Македонија кој вика името ни е големо ќе посегнат по него. Па не сме го, значи дајте да ги читаме нашите Види, има и такви, ама најпаметни тие- луѓе. тие што влегуваат во Нашиот таа приказна- најпаметен род кој дошол на кој шетал по оваа земја. Миленко, таа мотивација- Името ни е големо. таа мотивација И крај. не е во големите- Зошто се запнале за името? Таа мотивација Заради не е во ресурсите? големите центри. Таа мотивација ги мотивира Албанија, Бугарија, Грција. Тоа се Ти, 19 вековни он бил мал, балкански ти мотиви. знаеш, еве и он знае, дека до 990 не постоеше ништо што се вика Македонија у Северна Грција. Ни аеродром, ни територијата Аеродромот беше не беше, северна, да. ни Филип, ни Александар, ништо не постоеше. Не знае, појма нема. Така ли беше? Така? И сега го измисли, кажи. Грција е И сега го измислија тоа. Го измислија за да ја заштитат лажната историја. И тоа е основа на се. Не. Грција е стратешки сојузник на САД и на западните земји воопшто. И сега им фрлаат коска, значи мора Ципрас некако да го смири незадоволството дома, да продолжат политиките кои се наметнати од запад. Па еве, Затоа не стратешки притискаат сојузник е и нас. Турција, па А што? не, па добро да, Не ли но е Турција? Па они имаат Па нели е 1000 наш така- стратешки сојузник. Значи, на Ердоган ништо не му менува дали ќе се смени името наше или не. Не, рече- Нема рече- да има протести во рече, не Истанбул, може да влезе ама во НАТО он со може тоа рекол име. така, ама сега да му веруваме на збор. Дали мислите дека ќе има протести во Истанбул ако го сменат македонското име? Дали мислите дека ќе му падне популарност? стара изјава, Нема 4-5 врска. години. Значи нема врска. А доколку дозволи на пример Ципрас да биде признаена Македонија под уставното име, он ќе има Ама не мора да невири биде во Грција признаена, и он мора зашто? да ги замајува, да ги Ама не мора, дефокусира. ако не е Ципрас, која грчка влада е антиамериканска влада? Кој е семејство таму, Ниту Папа едно. Андреу, Па, Мицотаки последната што беше сите државен сите удари. во иста тиква дува. Што? Да, последната што беше државен Не, удар тоа се приказни за изврши. мали деца. Така да Остави нема тоа. врска. Тоа биле они стратешки што, партнер. не Сега ми се сите дозволите горе у накратко- воздух више, Ако ми дозволите накратко, значи да генерализирам. ќе треба завршуваме. Мислам дека улогата, целите на НАТО се спротивни на нашите цели. На Добро, државата неспорно е Република тоа. Македонија. И се плашам дека доколку не настане некое, па, можеби некој вид на чудо. И македонскиот народ, македонската нација, македонските граѓани на крајот, не сватат дека ова што сега ни се случува ќе доведе до буквално и територијално секако исчезнување на државата Ама Република тие што се Македонија. занесуваат дека нова завршила работата, се Не, не лажат. завршува. Не, ние ќе бидеме или бегалци или робови. Јас тоа стално постојано го кажам и го пишам. Тоа не е спорно. Значи, ние ќе бидеме како македонски народ или бегалци, Тони. рефюджиси, или ќе бидеме робови. Праша- Нечи. Ос- Дали на голема Албанија, дали на голема Бугарија. Основна е тоа- дилемата како да се Како и да се кој треба извлечеме да се вака. Па сега како и знаеш кој што е, треба са се не може, спротивстави. ние го молиме джелатот. Ја Това не е го, спете- ја не, не го добро, молам, има добро. таму кои се задужени за молење. Добро да е, тие големите политички партии очигледно го молеле и се уште го молат да се смилува, Ама и меѓутоа ништо тој не може се да- смилува. Е, па добро. Не се смилува. Сега, факт е дека ние не можеме да се извлечеме од ова сценарио погубно, кој што ни се реализира секој ден пред наши очи,
и да без голема меѓународна поддршка, а таа меѓународна поддршка е апсолутно во прилог на токму ова сценарио. Сега, тука е нашиот проблем, проблемот на политичките партии. Значи, ние мора да бараме сојузници. Мораме да бараме сојузници сега и во соседните држави, и на Балканот, меѓутоа и на светско ниво. Реално. Кои што очигледно, точно, не се присутни на Балканот, ниту Евразиска унија, ниту Кина, ниту и така натаму. Не е спорно. Ја би ја завршил. И тоа јас велам дека без силна меѓународна поддршка ние нема да се извлечеме од овој амбицион кој што тоа не е тоа добра идеја, меѓутоа реално е неизводливо од причина што ние никогаш не сме имале меѓународна поддршка. Ни од Запад, ни од Исток, ни од Русија, ни од Кина, тие си имаат своји интереси тука. Поддршка за македонските национални државни интереси. Така е. Ние, меѓутоа, нашиот проблем е уште поголем внатре, затоа што ВМРО оди му се повинува на Столтенберг, Заев исполнува апсолутно све што ќе му кажат, а не го гледаме примерот еве на соседна на Грција, каде што поповите излагаат со огромен банер Македонија е Грчка, а нашите попови викаат нас мајка црква ни е Бугарија. Значи, тука ја би го гледал проблемот, кај нас. Кај нас. Во голема мерка реков, секој да се винува би го гледал, во нас самите, во нашата мотивација да... Нашата слабост. Па и слабост да се спротивставиме на ова. Нашата малодушност. Ви благодарам за учеството во емисијата. Цветин, ти благодарам многу, како и секогаш јас и ти. Инаку да нема двојба со Цветин сме и вака и кога седиме и кога сме на кафе. Горас ти благодарам за учеството, посакувам успех и поголема масовност на партијата. Тони, ти благодарам што дојде и што да ти посакам тебе. Ја и ти да преживее Македонија. Ја и ти да јадеме по една чорба кај джак. Тоа сигурно, да. Тоа е единствено што ни е гарантирано. Ние тоа, друго мислам немаме. Почитувани гледачи, тоа беше првата емисија во 2018 година во рамките на 12-та сезона на Миленко Неделковски шоу. Ви посакувам пријатна вечер. Повелете, гледајте ме и следната сабота. Пријатно и се здрави.